денес после пладне избија неколку нови пожари на отворено, кои што се заканува да влезат во шума, но истовремено се разгоре и неколку од постоечките пожари. Пожарот кој што гори на Илинска планина се заканува од територијата на општина Демир Хисар да навлезе на територијата на Охрид. Исто така се појави и неколку пожари на отворено на територијата на општина Куманово, но и неколку пожари на територијата на општина Свети Николе. Воедно се појави и пожари на отворено на територијата на општина Старо Нагоричане, особено сериозен е пожарот кој што се наоѓа во аторот на селото Молотино и кој што се заканува да зафати неколку стари напуштени куќи. На територијата на општина Свети Николе, кај селото Орел, која што е веднаш позади мене, пожарот зафати една стара напуштена куќа. Ветерот кој што дува доста силно дополнително го отежнува гаснењето на овој пожар, дополнително го разгорува. Овде е градоначалникот на Свети Николе Дејан Владев, кој што ќе ни каже малку повеќе за трите пожари на општина Свети Николе, на територијата на општина Свети Николе. Пожарите избија некаде околу 12 часот, со тоа што прво ударно место беше тука во село Орел, кој што зафати неколку куќи, постари куќи. За среќа нема некои поголеми штети, но за жал ради пожари, ради ветрот што е многу силен, е префрлено накој село Немањици, каде што е опатена огромна површина на сува трева, но со текот на времето поради ветерот сега веќе е фатена и нискостеблеста па и дрвја. За жал таа продолжува накај село Ерџелија и на нашата на таа територија има доста пожарникари од нашата противпожарна станица. Помош дадоа пожарникари од Велес, од Штип, доброволното противпожарно друштво од Свети Николе и доста доброволци. Но не застанува, пожарите не застануваат само тука. Во тек е голем пожар кој што веќе влезе во село Малино и каде што има големи екипи наши и во атарот на село Малино. Се надеваме дека во текот на денот со помош на ЦУК и се надевам и на хеликоптерите, овие пожари ќе бидат ставени под контрола. Еден хеликоптер кој што делуваше на пожарот во аторот на село Молотино во Старо Нагоричане, поради силниот ветер мораше да прекине судејство, отиде да наполни гориво и е пренасочен овде на територијата на овој пожар кој што веќе излегува од аторот на село Орел. Значи за кратко пожарот ќе действува, но силниот ветер може да направи проблем и да не дозволи дејство на хеликоптер. Апелирам до сите граѓани да бидат исклучително внимателни. Сувата трева, сувата вегетација, ветрот кој што постојано дува, се ги исполнуваат условите за лесна појава на пожар, а исклучително тешко гаснење на истите.